Леп и сол. Македонска джез-рок група која е основана на 1.1.1976 година во скопската населба Тафталиџе на улицата Мексичка. Викендот пред новата година е моментот кога тие ќе почувствуваат дека можат да се носат со предизвикот. На првата следна проба што ќе ја договорат во бараката на Чочор во населбата Влај ќе го официјализираат и почетокот на групата на која ќе го дадат името Леп и сол. Сите четворица и претходно имаат некој музичко искуство. Владко и Богдан во основно училиште го имаат составот наречен Јегулје, во кој Владко е натапани. Богдан подоцна и во Диаманти. Целиот репертоар на групата е преработка на актуелни светски хитови, а нејзиниот прв настап на сцената ќе биде игранката во основното училиште Ѓорги Димитров во скопската населба Тафталиџе на 5.3.1976 година. Уште еден таков сличен настап ќе има и на 2.4.76 во гимназијата Јосип Броз Тито. Недолго по овие концерти Живко ќе ја напушти групата, а набргу потоа и Кокан. Леп и сол се повеќе се свртува кон авторски теми, оставајќи го настрана репертоарот составен од кавери. За краток период ќе престанат и настапите на игранки, па првиот официјален настап на групата во кој доминира авторски материјал ќе биде во рамките на второто издание на фестивалот Поп Бум во Кочани во април 1976. За многу краток период Леп и сол ќе се наметне како едно од водечките имиња на сцената. Првите 3 снимки групата ќе ги направи во јуни 1976 во импровизираното студио на Радио Скопје во основното училиште Песталоци. Ќе бидат снимени номерите Кокошка, Утринска тема и песната на Лабиш Фанки за потребите на радиоемисијата Повелете покажете, која ја водел познатиот музичар од Бизбес Димитар Чемков. Тоа ќе биде единствениот материјал од Леп и сол што колку толку ќе се заврти на радио, но сосема доволен групата да го исполни Домот на младите 25 мај на својот прв самостоен концерт во септември 1976 година. Ленче Кумановче. За прв пат пиесата била изведена во 1928 година на сцената на Скопскиот театар, на Кумановски говор, а потоа набргу била симната од репертоарот и забранета. Повторно, премиерно е прикажана на 15 декември 1936, овој пат под наслов Ленче Кумановче. До крајот на театарската сезона, истата година, представата била прикажена 12 пати и ја гледале близу 6.000 гледачи. Според Илјоски, народот сакал на сцената да види победа на вистината над лагата, на доброто над злото, победа на социјалната правда и човечноста. Дејството во пиесата ја прикажува љубовта на убавата Ленче, која била таксана за Досе, син на богат трговец. Но таа била влюбена во младиот занаетчија Бошко. Тој бил убав и не и пречело што е сиромав. Бидејќи нејзиниот татко Аџи Трајко се спротивставувал на нејзината желба, таа одлучила како бегалка да живее со Бошко. Во тоа време бил голем срам мома да се мажи на своја рака. Сепак, прочуениот чорбаџија Аџи Трајко, за да ја одбрани честа на ќерка му и да го спаси семејството, по многу негодување на крајот морал да ја прифати љубовта на Ленче кон Бошко.